Добре дојдовте. Денес ќе се задлабочиме во еден од најважните, но можеби и најзбунувачки моменти во Евангелијата – крштевањето на Исус. Оваа анализа ќе ни помогне да ги откриеме сите тие скриени слоеви на значење за овој клучен настан. Ајде да се префрлиме на реката Јордан. Сцената што се одвива таму е, на прв поглед, навистина чудна. Тоа е настан кој изгледа дека им пркоси на сите очекувања за тоа кој бил Исус. И тука лежи централното прашање, нели? Тоа е она што ја придвижува целата приказна. Се соочуваме со еден огромен парадокс, загадка, со која, како што ќе видиме, се мачели и самите ликови во таа сцена. Па дури и самиот Јован Крстител го кажува токму она што можеби сите го мислиме. Неговите зборови, запишани во Евангелието по Матеј, покажуваат дека ова не е само некоја теолошка главоболка за нас денес. Ова било вистинска, жива дилема во самиот тој момент. Добро, за да го сфатиме овој чин, прво мора да се вратиме малку назад кон пророштвата на Исаија. Тие ни сликаат една многу поинаква слика за очекуваниот Месија. Не онаа на некој моќен освојувач, туку нешто сосема друго. Овде имаме еден навистина силен визуелен контраст. Од едната страна е таа традиционална слика за моќен, освајувачки цар, а од другата го имаме овој нежен, тивок и сочувствителен слуга, опишан кај пророкот Исаија. Значи, ова се два комплетно различни модели на водство. Тука е представена и главната мисија на слугата, која се врти околу поимот правда или суд. Ама внимавајте, зборот суд овде нема да го има значењето што можеби го очекуваме. Значи, клучната поента е ова. Кога пророкот зборува за суд, тој не мисли на казна. Според изворниот коментар, тоа е всушност чинно ослободување. Тоа е Божјата интервенција за да спаси, а не да осуди. Ова совршено ни илустрира за каква правда станува збор. Значи, не зборуваме за пресуда, туку за многу конкретни дела на обнова и слобода. Се работи за враќање на видот, ослободување на заробените, носење светлина во темнината. И еве еден клучен детал. Во Септуагинтата, тоа е еден многу важен грчки превод на хебрејската Библија, кој бил нашироко користен во тоа време, преведувачите ги додале зборовите Јаков и Израел. Ова ни сугерира дека Месијата не бил сватен само како поединец, туку како еден колективен ентитет, како целиот народ. Добро, ајде сега да направиме еден пресврт. Од тивкиот слуга да преминеме кон мокниот, творечки глас Божи, како што е описан во псалмите. Ова ќе ни ја подготви сцената за она што следи при самото крштевање. Во Псалмот 29, Божјиот глас е описан како мокна природна сила, речисти како бура што ја тресе целата земја. Тоа е слика на апсолутна моќ и суверенитет на целото создание. И еве еден фасцинантен детаљ. Фразата гласот Господов се повторува точно 7 пати во целиот псалм. Овој број секако не е случаен. Директно не подсетува на 7 дена на создавањето, поврзувајќи го Божиот глас со самата творечка моќ. Да резимираме. Овој божествен глас е сила што создава, што заповеда, што го открива врвниот Божји авторитет. Тој не е само звук, туку е активна, преобразувачка сила во светот. И сега да се вратиме назад на реката Јордан. Вооружени со овие два концепта, слугата и гласот Божи, конечно можеме да ја решиме почетната загадка. Ова е одговорот на Исус на збунетоста на Јован. Клучната фраза тука е да ја исполниме секоја правда. Што точно значи тоа во овој контекст? Според коментарот, правда овде не се однесува на некаква правна праведност, туку на целосно усогласување со божествената волја. Со други зборови, тоа значи да се направи токмо она што е во согласност со големиот Божји план за спасение. И еве го решението. Крштевањето не е чин на покаяние за Исус, тоа е чин на солидарност. Замислете, безгрешниот водач им се придружува на грешниците, застанува рамо до рамо со нив, ја презема нивната состојба за да може да ги поведе. И токму тогаш се слуша оној моќен, творечки глас Божи, кој прогласува кој е Исус. Оваа изјава ги спојува двата концепта што ги истражуваме. Месијанскиот цар, односно мојот син, и слугата од Исаија, односно мојот возлюбен. Тој е и едното и другото, истовремено.
Ајде сега да ја прошириме перспективата, за да ги видиме универзалните последици од овој нов модел на служење. Затоа што овој настан не е важен само за еден народ, туку за целото човештво. Во делата на апостолите ја гледаме оваа идеја во акција. Преку една драматична визија, Петар е принуден да се соочи со сопствените предрасуди. Тој оди во домот на еден нееврен, Корнели, нешто што дотогаш било незамисливо, и таму доаѓа до едно револуционерно сознание. Сопствените зборови на Петар го артикулираат ова неверојатно откритие. Божиот план е универзален. Тој не е ограничен со национални или културни граници. Пораката е за сите. И така, приказната се заокружува. Крштевањето, како чин на солидарност, го поставува Исус на патот да стане токму она што го прорекол Исаја. Не само Месија за Израел, туку светлина за сите народи. И така, целата оваа анализа не остава со едно навистина моќно прашање за размислување. Приказната за крштевање не е само историски настан, таа представува еден радикален модел на водство. Па што би значело тоа денес, ако лидерите изберат да застанат со луѓето, а не над нив? Тоа е идеја што останува да одекнува.